Почитувани другарки и другари, почитувани млади, почитуван градоначалник и гости, најнапред да ви се заблагодарам што дојдовте, не почестивте со вашето присуство денеска во Куманово на трибината Млади 2024. Сакам од името на Социјалдемократската младина, од раководството на Социјалдемократската младина да ви се заблагодарам. Ова е еден сплет караван на трибини кои што почнавме пред една недела да ги реализираме, а имаат за цел во еден инклузивен процес заедно со сите млади, со студентите, со средношколците, со невладините организации да придонесеме кон идеи кои што би се имплементирале во победничката програма на Социјалдемократскиот сојуз на предстојните избори, така што во еден заеднички процес да придонесеме кон градење на мерките, пред се на оние мерки кои што би ги интегрирале, односно би се однесувале директно на младите. Така да ова е втора трибина од тој караван и мислам дека со уште серија од неколку ќе продолжиме во наредниот период и нормално со различни говорници, зависно од секој град. Денешната тема на оваа дискусија е едно општество како концепт, едно општество како идеја во кој што пред се ние како Социјалдемократски сојуз веруваме, го градиме и на тој начин се однесуваме од секогаш, особено во овие 2,5-3 години при практицирање на власт и на централно и на локално ниво. Искрено да ви кажам, кога ми се падна темава генерално за елаборирање, од една страна бев многу среќен за тоа што е нешто кое што 3 години го континуирано го повторуваме и го надоградуваме, но од друга страна е многу челенџинг за тоа што е многу сеопфатна, широка тема, можам повеќе да кажем дека е концепт кој што е практично мајндсет во кој што веруваме и се трудиме да го надградуваме при практикување на нашата политика. Генерално, пред да ги најавам говорниците кои што ќе продолжат после мене, односно ќе ги најавам одма, Мартин, кој знаете, Захариев, председател на Социјалдемократската младина во Куманово, Кате и Лорант, кои што имаат исто излагање на темата, меѓутоа не би навлегувал на кој начин ќе елаборирате, мислам дека повеќе во делот на локалните политики врзани со концептот. Значи, генерално, со оно што сакам да почнам, е што за нас е концептот едно општество за сите. Јас генерално, лично го гледам како концепт кој што значи пред се респект на различностите, забрана и непрактикување на никаква дискриминација и процес, еден широк процес на инклузивност. Инклузивност на сите групи во секојдневието и во процесот на носење на одлуки. И генерално ваквиот концепт во кој што на вистина од првиот ден веруваме и го практикуваме е нешто што многу не разликува од нашиот политички опонент и концепт кој што беше широко препознаен и е широко препознаен од граѓаните на Македонија и концепт кој што ќе не однесе во уште една голема изборна победа. И во тоа сум сигурен. Она што сакав да го кажам исто така, односно со кое што сакав да го продискутираме, оној дел на формално легалистички како сме го реализирали и поставили овој концепт на еднаквост, на рамноправност, на ниво на носење на клучни акти, тој генерално се провејува низ повеќе закони кои што се донесени во изминатиот период и низ една национална стратегија. Прво и пред се би го издвоил законот, односно Закон за заштита и спречување на дискриминацијата, кој што сериозно одговара на реализација на ваквиот концепт, има за цел да елиминира секоја форма на дискриминација и сериозен исчекор генерално од наша страна при реализација и градење на ваквиот концепт. Понатаму, Законот на Агенцијата за остварување на правата на заедниците по 20% е исклучително лек специјалис во овој дел и нешто на кое што дополнително ќе треба да се работи и да се надоградува, меѓутоа е
конципиран на оној начин да го штити концептот, посебно, како што кажува и самиот закон, во делот на етничките заедници. Понатаму секако новиот закон за основното образование, кој што иако е генерално може би се однесува на конкретна тема, меѓутоа во многу делови има за цел да допре до да предизвика инклузивност и негува интеркултурни односи, и поготово во местата како ова, кои што се мултиетнички, многу шарени, е многу значен, затоа што ова е концепт кој што претпоставуваме се учи од најмала возраст и се практикува. Исто така несомнено за издвојување националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализам во Република Северна Македонија. Тоа е национална стратегија која што, ако не грешам, веќе беше дискутирана на неколку панел дискусии од Социјалдемократскиот сојуз во Агенда 2024. Се работи за стратешки документ кој ги идентификува темелните принципи врз основа на кои ќе бидат иницирани сите форми на активности за, односно во насока на зајакнување и продлабочување на концептот едно општество за сите. Поделен е на 7 стратешки области, ако не грешам, и има динамика на реализација почетна динамика на реализација од 3 години. Нормално по истекот на истите ќе се направи еден брейнсторминг до каде сме со националната стратегија, како треба да се дополни и како треба да се реализира или практикува, зависно од предизвиците со кои што ќе се најде на пат. Општи вредностни поенти на ваквата национална стратегија се секако недискриминацијата, како основен постулат на еден концепт, едно општество за сите, еднаквоста во сите нејзини форми, различноста како предност, нешто кое посебно треба да го гаеме и да бидеме среќни што го имаме, спречување, поделба, омраза и насилство врз основа или базирано на различности, и општествен диалог и почит помеѓу различните групи. Но она што би сакал без многу да должам да резимираме, дека концепт едно општество за сите не треба да го гледаме само како акт, како национална стратегија, како закон. Тоа е нормално да се проткајува во ваква форма во нашето практикување на власт на сите нивоа, меѓутоа е концепт кој што за нас како социјалдемократи е мајндсет, концепт на еднаквост за кој што се залагаме, концепт кој што го живееме и се однесуваме како при практикување на централната и локална власт, така и во партијата. Мислам и дека можеме да бидеме горди што од дома имаме почнато со реално верување и гајање на ваквиот концепт во најголема мера. Особено, ако имаме предвид како социјалдемократска младина, треба да бидеме најавангардни и внимателни во однос на почитување на овие принципи кои што ни се и практично неиздвоив дел од идеолошката матрица. Пред да продолжи Мартин после мене, сакам само да кажам дека едно општество за сите како концепт е нешто што го поставивме, што го гајме и ќе го продлабочуваме, затоа што од граѓаните беше препознаен како позитивна промена, како нитка која што мора да ја гајме, како практично концепт што не донесе на вратите, меѓу другото со многу други мерки, на НАТО и Европската унија, и концепт што понатаму ќе продолжи да победува. Ви благодарам на вниманието, се надевам дека не бев долг, понатаму доколку има дискутанти, ќе ми биде драго да биде една по-жива дискусија и да се вклучам повторно. Мартин, повели. Ти благодарам, подпредседателя, почитувани соговорници Кати и Лорант, почитуван градоначалник, почитувана председателка на Совет, член на Централен одбор, координаторка на жени, почитуван координатор, членови на извршени надзорен одбор, почитувани функционери, другари и другарки. Денешниот говор ќе го започнам со една историја, со оно што го правеше ВМРО ДПМН до пред 3 години.
Оно што го правеа беше поларизација и поделба на општеството во секој сегмент. За разлика од нив, Социјалдемократскиот сојуз, како прогресивна партија, започна еден концепт кој се вика едно општество за сите. Концепт кој нема поделби, концепт кој возможува модерно, фер, демократско и еднакво општество за сите. Унитарноста на нашата држава можеме да ја зацврстиме единствено со овој концепт, затоа што нашата тенденција е да ги изедначиме правата на сите граѓани и затоа што сите сме исти пред Уставот и законите. Како млад граѓанин кој живее и работи во град Куманово, навистина сум среќен што Куманово е пример за мултиетничност и соживот меѓу заедниците. Социјалдемократскиот сојуз е првата политичка партија која го започна овој концепт и најде на публицитет, односно граѓаните се приклучија затоа што овој концепт е добар и здрав за нашето општество. Нашата политичка партија има функционери и членови од припадници на сите етникуми, на различни верски заедници, што говори за нашата шареноликост и нашиот концепт. Проблемите кои што ги решава нашата партија не познава разлики. Сите имаме исти проблеми и сите заедно треба да ги решиме и да пронаđеме решенија. Јас верувам во овој концепт едно општество, а верувам дека и сите млади веруваат во тоа. Затоа што само со заеднички сили, со заеднички напори, идеи и концепти за решавање на заедничките проблеми може да имаме прогресивно општество за сите. Затоа и Социјалдемократскиот сојуз ја води државата на прав пат. Затоа пред некој ден станавме 31 членка на НАТО, а Социјалдемократскиот сојуз ја зајакнува економијата на нашата држава. Социјалдемократскиот сојуз донесе доста квалитетни мерки за младите, со што се бориме да ги задржиме младите да работат и да градат иднина тука. Меѓутоа, младите треба да се борат уште, а за да ги оствариме сите наши барања, потребно е да бидеме активни учесници во политичкиот живот. Впрочем, сега, со изгласување на законот за младите, овозможено ни е да учествуваме во креирањето и решавањето на општествено-политичките проблеми. Поддршката на Социјалдемократскиот сојуз во овој период е многу битна, затоа што мора да продолжиме со позитивните реформи кои што ни ја водат државата напред. Затоа ве повикувам сите да се обединиме околу овие наши позитивни и прогресивни политики, затоа што Социјалдемократскиот сојуз е единствена алтернатива која што гради добрососедски односи, која што ја внесе државата во НАТО и ќе продолжи со ваквите политики. Почитувани, затоа е потребно на 12 април да извојуваме една голема победа и да ги заокружиме реформите кои што започнаа 2017 година. Ви благодарам. Добар ден на сите, почитувани присутни, почитувани наши функционери, другарки и другари. Чест ми е што како долгогодишен член и представник од Социјалдемократската младина има можност денеска да ви се обратам. Со многумина заедно се боревме да покажеме дека сме сериозна младина која е свесна за својата способност, работа и прогрес. Општина Куманово е вистински пример за тоа како едно мултиетничко општество може да живее со своите разлики. Нашиот менталитет и темперамент е доволен за да се надминат пречките и да се проложи во вистинска насока. Се бориме против секаков вид на насилство врз маргинализираните групи, а се бориме и за еднаквост по било која основа. Показател за тоа дека општина Куманово се стреми кон подобра меѓуетничка комуникација е Советот како орган на општина Куманово во кој што има членови од повеќе етнички групи и на истиот се говори на повеќе јазици. Исто така активно сме вклучени во меѓуетничката интеграција преку повеќе проекти во образованието и успешно се реализира инклузијата на децата со попреченост во самото образование. Додека зборувам, неизбежно се присетувам на настаните од 9 и 10 мај, кога кумановскиот народ покажа дека е општествено зрел,
И се сеќавам на една изјава на еден жител од албанска националност, кој што заедно прегрнат со веројатно свој сосед од македонска националност излезе пред камерите и им одржа лекција за сплотеност и меѓусебна почит на сите наши политичари, на нас како народ, и мислам дека тој клип сите го знаеме и вирално се расшири низ целиот Балкан. Градењето успешни младински политики бара активни млади и бара посветеност на локалните власти за остварување ефективна акција, директно со нивното вклучување во процесите на донесување на одлуките, надминување на бариерите, како и со почитување на различните културни и меѓуетнички вредности, со цел градење на совесни граѓани кои што инвестираат во својот развој и потенцијал. Како млади луѓе треба секогаш гласно да зборуваме, треба активно да делуваме и за унапредување на општествените политики, како и за да се бориме против дискриминацијата и за еднаквоста на секое ниво. Да знаеме да бидеме толерантни, да бидеме правични, да знаеме да ги препознаеме разликите, да ги почитуваме и истите да ги искористиме во позитивна насока. Секој еден од нас е различен на свој начин, посебен, секој од нас носи свој товар и тоа е всушност суштината која што нас не поврзува и меѓусебно треба да ни биде предводник во остварување на општествените вредности. Затоа што на крајот на краиштата сите сме си одговорни пред самите себе, ја сносиме истата одговорност и пред нашата држава. Заедно сплотени треба да одиме на правиот пат. Благодарам. Добар ден, почитувани присутни, наши функционери, градоначалникот на нашата општина, другари и другарки. Горд сум што сум дел на концептот едно општество. Затоа, токму верувањето во вредностите на едно општество за сите граѓани, во толеранцијата, правичноста, еднаквите можности, токму тука живее концептот наше едно општество. Концептот едно општество значи заедно да функционираме, заедно да живееме во еден добар соживот. Република Северна Македонија е демократска држава со еднакви граѓани, со различни националности. Концептот едно општество за сите значи не само промовирање на целта на општа еднаквост и толеранција, туку и преземање конкретни чекори кои ќе се прекршат овие вредности. Овој концепт подразбира дека општеството мора да обезбеди сигурност за сите учесници со санкционирањето на оние кои сака да ја нарушат таа безбедноста. Нема да создадеме етноцентрична култура, затворена меѓу четири ѕида на сопствена етнични припадности. Сакаме држава во која културите ќе се работуваат, ќе се надополнуваат и меѓу себе ќе се збогатуваат. Во тоа се состои силата на нашата култура. За да го одржиме тоа богатство, ќе создадеме решенја што пропорцијално ќе ги поддржуваат и унапредуваат и другите јазици, култури, институции за таа намена, а ние ќе дадеме поддршка и на интеркултурните проекти. Целта на концептот едно општество е да се создаде еднаквост и да се создаде европско општество. Враќање на доверба на граѓаните во институциите и заедничката борба за нови предизвици. Оваа стратегија опфаќа и делови од предизборната програма на СДСМ со кои ние сите заедно успеавме. Сега ќе продолжам малку и на албански. Функционер të ndryshëm dhe Максим Димитриевски, секретар и комунës tonë. Jam krenar që jam pjesë e konceptit një shoqëri, sepse besimi në vlerat e një shoqërie për të gjithë qytetarët, në tolerancë, barazi dhe mundësia të barabarta, pikërisht këtu jeton koncepti një shoqëri. Koncepti një shoqëri do të thotë të punojmë së bashku, të jetojmë së bashku në një bashkëjetesë të ndryshëm. Republika e Maqedonisë së Veriut është shtet demokratik i qytetarëve të barabartë, por nga nacionalitetet të ndryshme. Koncepti një shoqëri
për të gjithë nënkupton jo vetëm promovimin e qëllimit të barazisë së përgjithshëm dhe tolerancës, por edhe ndërmarrjen e hapave konkrete kur këto vlera shkelen. Ky koncept nënkupton që shoqëria duhet të ofrojë siguri për të gjithë pjesëmarrësit duke sankcionuar ata të cilët kërkojnë të aprishin atë siguri. Ne nuk do të krijojmë një kulturë etnocentrike të mbyllur midis 4 mureve të etnicitetit tonë. Ne duam një vend ku kulturat tona të ndryshme të bashkëpunojnë, plotësojnë, pasurojnë njëra tjetrën. Kjo është forca e kulturës sonë. Për të ruajtur këtë pasuri, ne do të krijojmë zgjidhje që do të mbështesim dhe promovojmë proporcionalisht gjuhët tona, kulturat tona, institucionet të ndryshme për atë qëllim dhe gjithashtu do të mbështesim projekte ndërkulturore në mes etniciteteve të ndryshme. Qëllimi i tërë i konceptit një shoqëri është barazia dhe krijimi i një shoqërie evropiane. Kthimi i besimit të qytetarëve në institucione dhe lufta e përbashkët të sfidave të reja. Kjo strategji e kemi hasur edhe në pjesë nga programi parazgjedhor i LSDM-s, me të cilën ne të gjithë së bashku kemi pasur sukses. Ju faleminderit, vi blagodaram. Бидејќи беше, фала ви прво на сите